So, what do we have? Süddeutsche Zeitung received tables of accounts at the Swiss bank Credit Suisse. It's basically not all accounts Credit Suisse has had at a certain point in time, but it's a list of accounts of non-domiciled account holders. Credit Suisse has a history of being involved in many scandals. The whistleblower is referring to moral reasoning why he or she has decided to give us the data, because there are still bad things going on at the bank. На состанокот со УССРП во Барселона, податоците до кои новинари од целиот свет добија пристап беа неверојатни. Никој не очекуваше дека некој ќе се охрабри и за прв пат на јавноста ќе даде влез во еден од најтаинствените светови – швајцарскиот банкарски систем. Податоците кои ги добија нашите колеги од германскиот Süddeutsche Zeitung и ги споделија со УССРП, со британскиот Guardian, американскиот New York Times, француски Le Monde, германскиот државен јавен сервис и ИРЛ се многу интересни. Зошто? Прво затоа што опфаќаат повеќе од половина век и нашите колеги од мрежата во овие податоци открија високопрофилни лица. Од воени злосторници, шверцери на оружје, шверцери на луѓе, разузнавачи, тајкуни, политичари. Но, податоците кои се однесуваа на Македонија на почеток ни личаа малку застарени, бидејќи се однесуваа на познати бизнисмени и нивни контроверзни активности од минатото. Меѓутоа, кога почнавме со истражувањето, стануваше се појасно колку нивната поврзаност со Швајцарија на некој начин има судбинско влијание на она што е Македонија денес. И тоа што овие податоци го покажуваат, не засега апсолутно сите нас. We are going for one of the first and I think most important investigations up to date into the banking system, into the secrecy that's ensured by the banking system, particularly in this case in Switzerland, that allows kleptocrats to maneuver, to work with large amounts of money and in many cases to loot their own countries. Значи, извинете, ама пет кафе не правя. Дечки, ово се серпи ни даде зелено светло, значи можеме да почнеме со страгата за швајцарските спилки. Нашата работа е да докажеме дека сметките кои се дел од оваа база за Македонија се автентични. Тоа е првата работа што треба да докажеме. И втората работа што треба да докажеме е што е погрешно некој да има сметка во Швајцарија. Од протечените документи од Credit Suisse во делот за Македонија, пронајдовме двајца, да ги наречеме, важни општественици. Првиот го нарекуваат крал на Челикот и е поранешен вице-премиер и еден од најголемите градители на проектот Скопје 2014, господинот Минчо Јорданов. Вториот е контроверзниот бизнисмен, основачот на империјата Зегин, господинот Благој Механџиски. Сега главната работа што е, начинот на кој што е структурирана датата
ни дава да можеме да видиме кога е отворена сметката, кога е затворена сметката, колку максимум пари имала на сметката во одреден датум и која е последната сума на пари пред истата да биде испразната или затворена. Значи вака, Минчо Јорданов има вкупно 8 трансакцијски сметки во Credit Suisse, отворени од 2000 до 2009 година. Не можеме да видиме колку вкупно пари имало на сметките цело тоа време, но она што може да се види е на кој датум, која сметка имала максимална сума на пари и колкава е таа сума. Например, кај Јорданов, максималната сума на една од сметките изнесува 14,7 милиони швајцарски франци. И ова е најголемата. Ама има и други сметки со по 5 милиони, со по 6 милиони и така натаму. Благој Механџиски, од друга страна, има 3 трансакцијски сметки во Credit Suisse и сите 3 се отворени во јануари 2007 година. На Механџиски најголемата максимална сума на една од сметките е 13,3 милиони швајцарски франци, а на другите две има околу 5 милиони и 3 милиони. Значи, овие луѓе се најлошо. Се што имаат направиле од оваа држава, буквално се што имаат, целото нивно богатство. Се. И онака се однесувале многу лошо со системот кој што неправедно ги наградил. Најбогатите луѓе кои ги стекнале сите пари благодарение на привилегиите овде, сепак одлучиле да ги чуваат надвор и да не плаќаат данок. Друго, не знам, сега треба да ги видиме сметките. Сега да ги онака да си работиме тоа што си работиме. Докажан стопанственик, голем филантроп, хуманист, визионер, поддржувач на голем број на креативни иницијативи во сите сфери од општествениот живот на Македонија. Почитувани граѓани и граѓанки, господин Минчо Јорданов. Според листата на магазинот Forbes, Минчо Јорданов е еден од најбогатите македонци. Го нарекуваат тајкун, олигарх, транзицијски бизнисмен, собственика на екс-југословенскиот градежен гигант АД Бетон, фабриката за метални конструкции ФАКОМ, а има удели и во фабриката Макстил. Поседува медиуми, винари, хотели и освен како предприемач, Јорданов се најде и во друга улога, како заменик премиер задолжен за економски прашања во 2004. Успех за Македонија на овој настан е доделувањето на специјалната награда за бизнис личност на Југоисточна Европа за 2017, признание кое го понесе Благоја Механџиски. Благој Механџиски е познат во јавноста како собственикот на првиот приватен и најпрофитабилен ланец аптеки во оваа држава, Зегин. Самиот се представува како човек од народот и за неговото име и брендот Зегин во медиумите ке слушнете најчесто само добри работи, а тоа е така затоа што Зегин се рекламира буквално насекаде. Нашата компанија помага со обезбедување вода и храна, колку што можев да сватам. Лекови, храна, гориво. Зголемувањето на богатството на Благој Механџиски доаѓа преку истиот трик кој го користи и Минчо Јорданов, а тоа е приватизацијата. Најинтригантната и општествено најтравматичната историја во земјава дефинитивно е трансформацијата на општествен капитал. И во овој процес удел имаат и овие двајца транзицијски бизнисмени. Ирела како членка на OCCRP помага и во работата на сите партнерски организации во светот. Мојата улога беше и да помогнам во верификацијата на сметките заедно со колегите од Меѓународниот Data Team и од Меѓународниот Research Team. Додека ги истражувавме сметките на Јорданов и Механџиски во Македонија, сретнавме уште едно големо и мистериозно име, на некој начин судбински поврзано со Македонија. Шведскиот казино крал Ларс Клинк. Неговото име се појавува на 4 трансакцијски сметки, во кои најголемата максимална сума на една од нив изнесува околу 13 милиони, а има и уште една сметка со околу 12 милиони. Ларс Клинк не е само еден играч со бизнисот на казина. Тој е првиот странски инвеститор во независна Македонија. Односно, првата странска инвестиција која што воопшто била направена е отварање на казиното Аполонија во Гевгелија во 1991 година. Се разбира, не е за пофалба дека првата инвестиција била во областа на игрите на среќа.
ниту сме очекувале, ниту сме можеле, ниту пак ќе сме биле некаква сериозна конкуренција во казината, да кажем. Ако некој вложил во казино, дека ние не знам каков напредок ќе имаме. Очигледно мотивите се индивидуални, на мала група на луѓе, со амбиции некакви, да не кажам лукративни или можеби на некој друг начин насочени. Во 2003 година, на граничниот премин Богородица, Клинк, заедно со финансискиот директор на Аполонија, Драган Стошик, е фатен со околу 200.000 евра во кеш. Апсењето ќе поттикне серија контроли од страна на Управата за јавни приходи, кои понатака констатираат дека во казиното се водело двојно книговодство. Започнува судски спор за финансиски малверзации и се гони единствено финансискиот директор, но не и Клинк. Меѓутоа и тој случај, односно случајот за Стошик, завршува со ослободителна пресуда. Неказнувањето сигурно ги мотивира тие луѓе што биле позади некои бизнеси не биле откривани да продолжат и понатаму така да се однесуваат. Сега беше многу важно да ги одговориме следниве неколку прашања. Од каде им се парите на швајцарските сметки? Кое е потеклото? Платиле ли данок? Ако ги криеле, зошто ги криеле? Ако не ги криеле, тогаш каде и дали ги пријавиле пред институции? Дури ако предпоставиме дека честно ги заработиле, тогаш зошто одбрале да ги чуваат надвор? И тоа во годините кога државата со скромен буџет се соочува со рекордна невработеност и стотици илјади луѓе се на улица. Браво. Наја, снели се наја, да ги гледаме вестниците. Имаме отприлика некои датуми, ама да почнеме. Очигледно беше дека имаме многу работа пред нас. Многу е тешко да се докаже дека парите кои ги имаат овие моќници во Швајцарија се нелегални и дека во најмала рака имаат направено даночна евазија. Па затоа постојано се навраќаме во минатото на овие луѓе, во обид да ги контекстуализираме годините во кои се отворени сметките. И се надевавме дека така ќе не упатат некаде каде би можеле поконкретно да бараме. Браво! Како е? Како сте, добри? Ке работите? Скенирани. Ние почнавме со дигитализација и некои предмети се скроз скенирани. Те се лише на друго. Да, од компјутерот ќе мора да гледаме. Ајде, сакаш да се поделиме ти да го листаш зегиња, ја да го листам бетон? Може, да. Кога ја зголемила главницата, дали имал прилик од странство? Конкретно ме интересира такви некои трансакции. Како? Може да ги обрзаме. 420-25. Ајде. Да. Истражувањето на фирмите во собственост на господинот Механџиски не доведе до првата трага на парите кои што се употребени за градењето на еден од водечките национални брендови – империјата Зегин. А види ова? ММ Инвестмент. 2-3 милиони евра нешто од Исланд има овде. И сега во оваа фирма се појави фирма од, значи Зеген Тим, се појави фирма од Исланд. И таа префрлила пари во 2007 5-6 милиони евра. Од Исланд? Да. Не сме имале до сега фирма од Исланд. Не сме имале, да, многу интересно. Јако. Сега Давид ќе ме провери. Всушност, првата значајна финансиска инекција, поради која што Зегин станува гигантот кој денеска го знаеме, доаѓа од злогласената исландска инвестициска групација Milestone. Собственици се браќата Вернерсон,
Бизнисот има инвестиции во фармацевски дејности, кои потоа го прошируваат и на банки. И во 2006 година, само 2 години пред светскиот финансиски колапс, тие се одлучиле за ризични инвестиции, а од фондовите на Майлстон проневериле повеќе од 50 милиони евра. И судот во Исланд ги осуди на затворски казни толку за активностите во 2 години пред светската криза. Парите за кои се осудени ги опфаќаат и парите од инвестициите во Македонија. Една од нивните инвестиции во 2006 година е во Зегин, кога купуваат 50% од уделите на Механџиски за 5 милиони евра. Тогаш направивме компаративна споредба на датумите и свативме дека по само 6 месеци од оваа инвестиција Механџиски ги отвора сметките во Credit Suisse. На една од тие сметки ќе се појават 5 милиони швајцарски франци. Денеска, отворањето на сметките на македонски граѓани во странство е под режимот на известување, значи не е слободно. За да отворите сметка во странство можете по 7, 8, 10 начини, не повеќе. Не знам, ако студирате, ако се лекувате, ако имате акции, па треба дивиденда да ви исплатат, ако имате недвижен имот да ви исплатат закупнина, ако го издавате под закуп. Во друг случај не можете да отидете и да кажете, слушај, бе, јас продав фирми, па чекајте парите да ги ставам во странска банка, па да си ги вратам назад. Никако. Значи, со самиот чин на враќање треба да ви бидат конфискувани од македонските власти. Она што требаше да се утврди е како се отвориле овие сметки, имајќи во предвид дека тогашниот закон за даночна постапка забрануваше македонски граѓани да имаат нерезидентни сметки во странство без регулиран престој или други услови, кои што во тоа време Механџиски не ги исполнува. Разговаравме со разни сведоци од времето на приватизацијата. Разгледавме мноштво медиумски покритија од 90-тите па и пред 90-тите наваму. И јасно е дека богатството на Минчо Јорданов е обемно. Меѓутоа, ако се има во предвид неговата долга кариера во општествена служба, и тоа непосредно пред отворањето на овие сметки, тогаш овие нешта не можеа да ни дадат одговор како се стекнати овие пари кои Минчо Јорданов ги складирал во Credit Suisse. The banking secrecy is one of the advantages that criminals and corrupt politicians have over ordinary people. So the bankers in Switzerland and in other countries are providing means for the politicians and for many crooks to steal and hide and then invest their money. This is a main enabler for crime and corruption in countries like Macedonia and all over Eastern Europe and so on. Во Државниот архив, очекувањата беа дека ќе има хартиени траги од обемната документација од Агенцијата за приватизација на некогашната железара, на Бетом, на Факом и на останатите приказни кои ги работат колегите. За жал, ги немаше сите документи, но имаше доволно документи. Тоа што го откривме беше дека овие државни предпријатија биле превземани преку офшор компании. Зошто преку офшор? Затоа што вистинските сопственици, меѓу кои Јорданов, од причини само ним познати, сакале да останат анонимни. И во центарот на превземањата на предпријатијата, кои се во целосна или делумна собственост на Јорданов, е компанијата Repro One Limited од британските Десчани острови. Компанија за која дури минатата година тој ќе признае дека е всушност негова, и преку вакви комбинации до ден денеска Јорданов целосно или делумно управува со овие фирми. Тимската работа приоритет за Бучковски. Тоа е рецептот за успех. За мандатарот различните погледи за сериозните прашања со кои ќе се соочи кабинетот, само ќе придонесат за квалитет во работата на владата.
2004 е годината на врвниот политички успех на Минчо Јорданов и на предлог на новиот премиер од СДСМ Владо Бучковски, тој станува негов заменик, односно вице-премиер за економски прашања. И согласно законот, тој е обрзан и морал да го пријави си од свој имот во нешто што се вика задолжителен анкетен лист за избрани и именувани функционери и тој се поднесува во антикорупцијската комисија. Зборуваме за анкетен лист од 2005 година. Да, значи он кога доаѓа на функција. Сакавме да видиме дали можеби во ќе ги видиме парите од Швајцарија дали ги пријави. Значи анкетниот лист, значи пријавил недвижен, подвижен и хартија од вредност. Тросовен стан во Капештец кој го проценал тогаш на 80.000 евра, во Карпош двособен стан 45.000 евра, куќа за одмор од 200 квадрати, рече се 200 квадрати од 150.000 евра во Охрид, куќа за одмор во село Бардовци. Значи можеме да кажеме дека во времето кога го поднесува анкетниот лист, кога станува подпредседател на влада, излажал за својот имот. И не ги пријавил парите во странство, кои може да кажеме дека не смел да ги чува таму. Не, он можел да ги има, ама согласно закон дали со нерегулиран престој во странска држава смел да има сметки надвор. Тоа е главното. Еве, во 2004, значи непосредно пред да стане вице-премиер, имал 8 сметки, во текот на целото тоа време имало 1,7 милиони евра. Само на една сметка збориме. И плюс дополнително, додека бил на функција, он си отварал и други сметки. На кои на оваа сметка, например, имало 3,5 милиони. Значи, за време на мандатот како вице-премиер, Јорданов отворил уште 2 сметки, на кои имало 14,5 милиони швајцарски франци на едната и 5 милиони швајцарски франци на другата сметка. Се разбира дека не ги пријавил. Зошто е ова важно всушност? Затоа што целта на оваа законска обврска за функционерите е да се спречи јавните политики да ги водат приватни интереси. Со ова, Јорданов го прекршил законот за спречување на корупцијата, но и законот со кој што на македонските државјани им се забранува да поседуваат нерезидентни сметки во странство, без постојано живеалиште или работна дозвола, кое што вице-премиерот Јорданов во тој момент го немал. Значи, што можеме да заклучиме? Има сметки во странство, не го пријавил во имотниот лист се во ова, што значи Минчо Јорданов од позиција на вице-премиер, каде треба да практикува закон и право, не го почитувал тоа што било основно. Го фативме. Истражувањето за Клинк ни покажа дека тој и неговите соработници со помош и заштита од македонскиот систем често избегнувале правдата. Затоа и се изненадивме кога разбравме дека во моментов тече судски процес. Ама Ларс Клинк повторно е сокриен зад мрежа офшор компании и не е дел од овој случај. Само одговорните лица позади македонските фирми кои контролираат Аполонија се обвинети за перење пари и злоупотреба на службена должност. Долгото судење, кое трае 5 години, се одложува по кој знае кој пат и се уште нема никаква разврска. Меѓутоа, таму откривме нешто многу интересно. Предметот се однесува на период од 2004 до 2007 година, кога според обвинението се изнесуваат пари од фирмите во Македонија и потоа истите се враќале назад во Македонија преку швајцарски сметки. Во истиот овој период Ларс Клинк отвара 3 од неговите 4 трансакцијски сметки во Credit Suisse. Трансферот на пари кои што се на нелегален начин заработени во Македонија надвор, а потоа враќани во форма легална некаква на позаемување и така натаму, тие пари ги прави законски, односно ги испрале со механизмот на прошетка од тука до некоја дестинација и враќање назад. Ако не постојат механизми кои што ќе значат следење на трагот на парите, враќањето на тие пари веднаш станува странска инвестиција, иако се работи можеби за ограбени пари од македонските граѓани. По сознанието од обвинителството, со Александра, барајќи ни скупот документи, свативме дека во оној спорен период од 2004 до 2007 година опфатен во обвинението, на една од неговите фирми, капиталот е зголемен за 8 пати
преку влез на пари од швајцарската банка Credit Suisse. И тогаш се појави неспорниот доказ. Во една од потврдите за исплата од странство стои токму една од сметките на Ларс Клинк од нашето истражување. Ова исто така и една од сметките која е дел од истрагата на обвинителството за перење пари во казиното Аполонија. Анализата на финансиските извештаи на компаниите позади казиното Аполонија ни открие дека тие кумулативно работеле со загуба. Нејасно е која е економската логика Ларс Клинк да го одржува ова казино во живот и постојано да го зголемува основачкиот капитал. Ова не уназадува. Корупцијата и прењето на пари е начин на истеснување на парите од нашиот систем. И наместо во јавното добро, во јавните услуги да бидат пренесени тие пари, одат во приватни џебови и не се покриваат потребите на граѓаните. Не постои политичка волја за борба против ваквите појави, затоа и мислам дека очигледно треба да се засили притисокот врз политичарите да го расчистат својот, ако постои таков линк со организираниот криминал и да го сопрат прењето на пари даночната евазија. How are you guys? Good to see you. Hi. Welcome to Macedonia. Nice to meet you guys. How are you? David and Alexandra were looking into all the stuff related to this person, and we were surprised to learn that actually the first official foreign investment in Macedonia was a Swedish investment in casino. And we wanted to learn who this person is and how come we don't know about this. And then I called you. We can talk about Lars Kling and the history because it starts in the 60s, 1960. So the summary is that there are 4 young Swedes. 2 of them has one company. Lars Kling and Per Hamberg has the other one. In 1968 they merged together, and in 1972 they named the company Cherry. So, and we have a picture. Which one is Who's Lars? I guess this is Lars. Yeah, that's Really? Lars. And this is on the Cherry website. They are actually called in Sweden, these 4 families are called the 4 Swedish casino families. Including the Kling family here, right? Including the Kling family. So they're mainstream. They're the big entrepreneurs, and they have become super rich. The original Cherry company that was back in the days was running slot machines and roulette tables in restaurants becomes the holding company of the huge net gambling empire. And in 1978 in Sweden, the slot machines are banned, which is major for Cherry. So they move abroad. So Sweden is finding a way how to regulate this and is not allowing them to continue the work that they are doing with the On slot machines, strictly slot machines. Yeah. And how they had like 2,500 slot machines, and without the market. So they had to find a new market, and that was Yugoslavia. Yeah. And here we are. Macedonia is currently the basically the casino state in the Balkans. We have, like, if you walk on a street in Skopje, you will notice like in 200 meters like 10 casinos. So yeah.
I mean, I think when we're looking at this, you can't just think about the bank. You have to think about Switzerland and its climate of secrecy. And this is not really just a story about the bank. This is a story about the whole Swiss system and how the Swiss have been really operating this as the model for what became the offshore industry. I mean, that's really what this is. I mean, if you look at it, this is organized crime or corrupt officials, and this bank is helping them hide their money. And essentially, that's what this bank is doing. It's aiding and abetting corruption and organized crime. Подобро да си роб за 2000 евра во земја во странство, отколку да си дома за 300 евра. Слушаме често низ Македонија, пишува агенцијата France Press. Македонија е четвртата најсиромашна земја во Европа од вкупно 50 признати земји. Речиси на секој булевар, неминовно поминувате покрај 2-3 аптеки, обложувалница и казино. Граѓаните велат, овие бизниси се огледало на општеството. Коцката е за сиромасите, а аптеката е за болните. Деталната анализа на овој сектор покажа дека сите коцкарници и обложувалници во Македонија во 2015 година имале приход од 300 милиони евра. Тоа се околу 10% од годишниот буџет на државата. Македонија го достигна најлошиот резултат во последните 2 децени, покажува индексот на перцепција за корупција на Transparency International за 2020. Тогаш ги ослободивте сите оние кои што заработуваат најповеќе да не плаќаат никаков данок персонален. Не е ли тоа дека немате пари во буџетот, а сите знаеме дека нема? И зарем не мислите дека од најсиромашната категорија на луѓе ќе успеете да ги соберете сите оние предвидени, планирани, а не остварени приходи? Countries were robbed, and this kind of stalled the progress in these countries. I mean, if you look at Eastern Europe and at the Balkans, you see that with the fall of the communist regimes and socialist regimes, there was a lot of money up for grabs in Swiss bank accounts and other bank accounts that were at the disposal of what became the new oligarchs. But usually that was state-owned money, and suddenly, was at the disposal of these private persons who took over industries and the media, so that people couldn't really develop. People couldn't go for private business in an environment that was fair and honest to them. This is where, the banking secrecy was very, very toxic to the development of Eastern Europe, the Balkans, and so on. Да бидеш работник во железара, значеше да беше ценет и почитуван од секого. И немаше да што да се секирам. Мојот дедо беше Танас Јоваковски, директор на обезбедување пожарна. Често пуштал писма дека веќе од почетокот на 80-тите се надзирало едно послабо темпо на работење во железара, како да е нешто вештачко предизвикано. Градска аптека беше мајка за аптекарите. Јас можам да кажам како јавна здравствена организација додека бевме како една фамилија. Да, убави спомени, убави патувања, дружења. Значи тоа веќе ниту се повторува, ниту пак ќе се повтори некогаш. Али после 90 некоја година, 94-5, кога дојде оваа транзиција, бога ми тешко, или проблемот беше во тие газди. Газдите кои отеднаш станаа газди. Во услови на крајна економска и политичка нестабилност се донесе законот за трансформација и приватизација на општествениот капитал. Овој момент им нудат поединечни листи да потпишат кој сака да работи, кој не ќе. Отказни решенија да им дадат, нас сите. Тогашниот директор стоеше на врата и не пушташе да искочи. Иако некако избегаше ова, не запишува. Дедо ми ги видел тие околу 14.000 работници, пошто почнало од прва смена. И им рекол на своите чувари, на вработените, отварајте ги капиите, народот да излезе на штрајк, никој не смее да им го одземе правото да се побунат за своето парче леп и достоинство. И тука збор со збор од горе од дирекцијата река се тргна за штрајк. Уште поголеми штети од вакви
штрајкови во инфраструктурата кои што за нас се погубни, нели е? Тоа нарушување на имиџот е полошо од било која материјална штета. Тој нема примено 8 плати, веќе не може да ги издржува своите 3 деца и невработената сопруга. Цела година не сме земеле дилер. Не кажеме ние тужи пари, бе. Соците наши пари си ги бараме. Се наоѓаш на улица, буквално не приватизираа преку ноќ, не фрлија на улица. Со сигурност тврдам дека ова навистина вештачки го направија со градска аптека. Ни воопшто не им беше битно за нас. Битно им беше да се ги земат едноставно објектите и да се продолжат со работа. Нормално, државата ги штити тие што имаат, моćните луѓе. А ние сме работничка класа, незаштитени од никого. Кој му кор бизнес, бе? Кој му кор бизнес? Послете се. Господине од механџиски не сакам да се нафатам ниту овци да носам. 7 заостанати плати и никакво снабдување со лекови. Нивното достоинство е на дното. Нормално дека тоа е мој кор бизнес. Тужете се, извадете си ги очите. Зошто ние 100 луѓе не казнувате? Што вие се тужите? Па, дефинитивно страдаа многу семејства чии што родители работеа во железара. И се затвараат многу, нели, видици и хоризонти и на родителите кои што се борат да обезбедат и на децата кои што ќе гледаат побрзо да се вработат, да се снајдат некако за да помогнат на фамилијата дома. Минчо Јаданов си ги зема својот дел, зема Макстил, го зема Факум и ние не зијавме пари, не зијавме ништо. Некој си гладен сум имал. Верувам дека гладен сум имал заради другите. Со 5000 кажете ми вие како можеш да останеш, да платиш струја, вода, сите тие работи и 3 деца да школуваш? Имав 2 деца. Едното ми беше многу, 4 или 5 години имаше. Што немав пари ни за најосновните потреби да му ги приуштам. Едноставно ми го одзема мирот, спокојството, здравјето. Многу здравјето ни е нарушено на сите. Мислам дека голем удел баш овие работи се причина. Колку сте богат? Не се богат колку тие што мислат. Јас прво едно сека, јас немам на моје конто динар. И рачунаме и ово е малку поскапо платеното Скопје, во тој комплекс ќе ни даде еден оптимален профит. Зашто не сам? Дали му пишам порака? Да ме побара? Па пиши му. Господин Јорданов, Сашка Цветковска, да. Добар ден. Новинари сме од Ирала, истражувачка репортерска лобара. Сакаме го бараме господинот Минчо Јорданов. Дали можеме да го најдеме тука и дали е воопшто денес тука да не прими курсо? Минчо Јорданов, здравствено не се добри цела фамилија за тоа.
Се надам дека до крајот на неделата ќе добиеме писмен одговор, а доколку бидете во добро здравје, ќе реализираме и видео интервју. Да. Добро, коректно е ова сега, сите начини ги пробавме. Да, сега да добиеме одговор, сега останатото е... И сега е на него. Каков одговор ќе добиеме? Ала? Маја. Да, поговорите. Мака на како да кажем, Hello, hello, from Swedish television. Yeah, but you can shut down the camera. We're looking for the representatives of the family Kling, the owning family. No. And you don't want to call them? Нашето истражување за жал завршува до тука, бидејќи кога станува збор за високопрофилни и добро поврзани лица со моќ и влијание, тогаш за јавноста многу врати се затворени. Дел од нашата мисија како новинари е да ги наоружаме институциите со информации кои ќе им помогнат ефикасно да гонат криминал и корупција. За вистинското потекло на парите кај овие лица од интерес и целите за кои се користени и чувани во Швајцарија, редот е на институциите. Моите очекувања реално се ниски, затоа што мојата доверба во институциите е еднаква на довербата на граѓаните во институциите, а таа сите знаеме колку е ниска. Но ова што го работиме и ова што го правиме и овој ентузијазам што го вложуваме, има една и единствена задача да обезбеди подобро место, подобар живот за сите овие луѓе тука, но очекувам дефинитивно да се огласи Народната банка, да се огласи Девизниот државен инспекторат и други институции кои мора да внимаваат за нешто што се вика даночна правда.